Добро, почитувани, очигледно е паниката кај власта, пореките народ кој што се излеа вчера од незадоволство и против владењето и трговијата со се што е свето за граѓаните од страна на оваа власт. Па денеска политичкото обвинителство во ликот и делото на Вилма Русковска организира напад врз медиуми што го продаваат како некаква борба и исправување со корупцијата. Вистината е дека сето рекламирање на партијата ВМРО од ДПМН е транспарентно и законски. И се чудиме како и зошто Вилма Русковска експресно реагира на повикот на СДСМ, а не реагира на очигледниот криминал во СДСМ. Пред цел месец реагиравме и обзнанивме дека СДСМ во извештајот и недостасуваат стотици илјади евра за рекламирање. Да подсетам, во текот на кампањата излезе анализа од експерти низ медиумите дека СДСМ дневно троши на социјалните мрежи за рекламирање околу 27.000 евра на ден, што пак во текот на кампањата достигнува цифра од над половина милион евра за реклами само за на социјалните мрежи. Во извештајот на СДСМ ги нема реално потрошените десетици илјади евра дневно за еден ден рекламирање на социјалните мрежи. СДСМ не ги пријавува, а СДСМ прикажува само 17.000 евра потрошени за таа намена за целата кампања. И нема истрага, Русковска не реагира. Се чудиме како и зошто Вилма Русковска не реагираше и се уште не реагира за скандалот, за очигледниот подкуп, за корупција, за врските на СДСМ и Зоран Заев со Миодраг Дака Давидовиќ, за што беше објавен и снимен разговор. Русковска не реагира ниту сега, како што тоа го посочува и Дака, а сега се реализира во Тетово за скандалот со Шик Јелак. Шик Јелак се случува пред очи, ама за тоа нема реакција од Вилма Русковска. Русковска не реагира за ниеден скандал, отворен посочен сомнеш во јавноста или по поднесоци од опозицијата за можен криминал во или поврзан со СДСМ. Оно што сега се случува и се врши врз медиумите е чист притисок и заплашување од партиското обвинителство на СДСМ против медиумите кои што известуваа и ги пренесуваа протестите на опозицијата и уште пострашно се критички настроени против медиумите, се настроени против власта, што се наведува како случај и во извештајот на неодамнешниот извештај на Стејт Департментот. Ова е класичен удар врз медиумите и упатуваме апел до соодветните медиумски институции, како што е АВМУ, како и до еснавските здруженија, како ЗНМ, МАН, Синдикатот на новинарите, да го осудат овој напад врз медиумите и да го спречат на тамошното девастирање и оддалечување на Македонија од демократските вредности. Ви благодарам. Според информациите кои што се појавија во јавноста, станува збор за неколку компании, повеќе интернет портали кои што биле законски финансирани, во поглед на тоа дека наместо дозволените 15.000 евра биле партијата испратила фактури со сума од 20.000 евра. Дали само вие имате сознание дека само за овие компании е истрагата или пак? Ваквите прашања треба да ги посочите кон Вилма Русковска, партиското обвинителство кое што сега во моментов делува, а не делува цел месец откако беше обзнането дека по 27.000 евра се трошат на ден за рекламирање на социјалните медиуми, а тоа го нема во финансискиот извештај на СДСМ. Ако тоа не е случај за јавното обвинителство, тогаш немам што да додадам во ова, освен дека станува збор за политички мотивиран притисок врз медиумите за селективност во борбата и исправувањето со криминалот и корупцијата, каде што се измислува корупција, онаму каде што нема, само и само за да се врши притисок врз медиумите, нешто за што посочува и Стејт Департмент. Благодарам.